Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, емисија која што денеска ќе ја започнеме, како и секогаш што си најавувам, со убава тема, бидејќи мене лично сите теми ми се убави. Впрочем, затоа и ги договараме во емисијата да ги разработуваме, затоа што сметам дека истите би ви привлекле и вам внимание, се разбира. И затоа и тоа е целта на самата емисија. Веќе сме четврти ден во новиот термин од 15 часот, како се дружиме заедно со вас на 24 вести телевизија. Утринскиот термин не е веќе наш, туку е на 24 од Цесарце, емисијата од хуманитарно-социјален карактер заедно со Мартина Проковиќ, секој утро од 9 до 10 часот се дружи со вас и гледате, веќе изгледам и доста и понаспан и посвеж така. Иако поубаво ми беше наутро, да ви кажам, искрено завршував работа и цел ден си беше мој после. Истовремено, покрај 24 од Цесарце како нова емисија и новиот термин на 24 за животот, започна и новата емисија на колешките Сања Савеска и Галена Николовска, кои што ќе се менуваат во емисијата наречена Работна сабота, од 14 часот и 30 минути секоја сабота, и новата емисија Отворена контактна програма, која на американската англиска терминологија би се нарекла Хайд Парк, на нашки јас тоа го нареков Мегдан за разбирање, наречена Очи во очи, заедно со мене се слушаме секој работен ден од 16 часот и 20 минути на конкретни теми кои што се од нашето секојдневие, каде вие си го давате вашето мислење, што значи со таа емисија ќе се видиме за час и 20 на минути. Да не должам многу во ова издание на За животот, одиме со времепловот на колешката Галена Николовска и потоа се враќаме во студиото да видиме што, односно да видите вие, што точно ќе разговараме денес. Во 1901 година Војдан Чернодрински ја основаше драмската група Скрб и утеха. Овој патувачки театар одржуваше представи во Србија и Бугарија, а со оглед на тоа што Чернодрински веќе имаше доволно текстови, ги играа представите Македонска крвава свадба, Дрварите, Зло за зло и други. Театарот постоеше 2 години поради дополнителниот ангажман на Чернодрински како професионален актер во Народниот театар на Софија. Во 1949-та, на врвот Кулкутурија на Црноглава падина, загина македонската народна хероина Тина Андреева Цвета, како борец во 18-тата бригада на Демократската армија на Грција. Таа спаѓа меѓу најстакнатите жени борци на ДАК, а незината револуционерна зрелост доаѓа до израз во 1945-та, по формирање на АФЖ во егејскиот дел на Македонија. Псевдонимот Цвета го добила по главната улога во представата Македонска крвава свадба на Војдан Чернодрински. Во 1950 година е роден американскиот музичар Стиви Вондер. Дури 30 пати се има искачено на американскиот топ 10, а освои 22 награди Греми. Стиви Вондер уште од детството има целосно слепило, но тоа не го спречи да биде еден од најдобрите музичари на сите времиња, а тоа го потврдуваат и останатите еминентни имиња во музиката, како Лучиано Павароти, кој го класифицираше Вондер во групата гении. Во 1961 година почина холивудската легенда Гари Купер. Најпознат е на јавноста по улогите во вестерн филмови, а од Американската филмска академија е награден со 3 Оскари за филмовите. Наредникот Јорк од 41 година, точно напладне во 53-та и за животно дело во 1961 година. Така и се вративме назад, го погледнавме времепловот, тоа беше се она што ни подготви колешката Галена во овој дел од емисијата. Понатаму имаме уште неколку работи кои ќе ги емитуваме, како рубриката Интересно и она рубрика која што јас за волја на вистината во петокот ја промашив да ја емитувам, бидејќи заборавив да ја најавам со оглед на тоа колку ми беше интересен разговорот по однос на рубриката за нега на коса која што ја правиме. Но да не должам многу околу тие работи и постојано, бидејќи знам да се изборувам многу долго, одиме со денешната тема која веќе долу може да биде испишана, така Фестивал на модерна христијанска музика или Визија Фест 2013 година. За тоа ќе зборуваме токму во ова издание на 24 за животот, заедно со еден од членовите на одборот на фестивалот, Дарко Јовановски, истовремено и солопејач, оперски солопејач. Добар ден, добре дојдовте, се избуни во најавата, тоа е тоа. Како сте? Добар ден, добро ја најдов. Навистина опуштено, убава атмосфера тука во вашата студија. Нам ни е таква и целта, да си направиме опуштен муабет, како што би си правеле дома, бидејќи сме дома ке гледачите практично, ние нагости сме им. И... Ја веќе се чувствувам како дома. Одлично, тогаш имаме муабет ние за правење еден тон. Може на Дарко да преминам, да не одиме со господина Јовановски. Так, јас да си прашам морам. Првично морам да прашам околу самиот фестивал. Ме интересира зошто
првенствено добивте идеја да направите фестивал на модерна христијанска музика. И ме интересира малку и концептуално модерна христијанска музика ми е малку чудно, искрено. Навикнати сме нели на византиско пеење, на христијанската музика од пред 30 на 40 на години по автокефалноста на црквата, но ова модерно ми звучи некако од последниве десетина. Да. Така? Да, така. Добро. Така. Многу прашав, ај полека ќе одиме. Но најново е кај нас, а всушност тоа и не е толку ново, бидејќи јас веќе учествував во 2010 и во 2011 на фестивал исто така христијански на модерна музика во Хрватска. Добро, Вуковар? Да, во Вуковар, Бонофест. И навистина тоа ме од тука всушност и дојде идејата. Ми дојде идејата мене да направиме нешто такво и во Македонија, зошто да не? И таков фестивал нема само во Хрватска, има и во многуте и околниве балкански земји околу нас, а и во странство, нели, на запад. Има и во Бугарија, има и во Србија, сигурно има и во Грција, ама не сум бил таму. Веројатно има во Грција, да. Да. Кажете ми, значи, што значи тоа модерна христијанска музика? Со прости зборови кажано е музика што ја слушаме секојдневно на радио, на телевизии, само пораката на таа песна или текстот во таа песна е со христијанска содржина. Значи носи некоја порака на охрабрување, порака на утеха. Да, јас си прашувам стално и детално работите си ги испрашувам, мака иако и лаички би звучеле, но токму за да имаме информации за гледачите, да имаме јас информации за што станува збор. Визија Фест е фестивал кој што првпат се случува годинава или не? Не. Добро. Минатата година се одржа исто Визија Фест. Така? Да, првото издание на Визија Фест 2012. А дадовте инсерти да се подготвуваат од минатата година, мете толку паметам јас, добро? Да, имаше, може ќе одати некој од инсертите, не знам. Еве почна веќе фестивал. Од минатата година е ова, така? Да, ова е од минатата година. Имаше околу 15 учесници, тоест 15 песни, имаше околу 7 или 8 учесници, сите тие пееа по 2 песни, нивни авторски песни, на македонски јазик. Така. Еве ова е процесот на снимање во студио. Да, може да ги објаснуваме фотографии. Да, ова е настап на Трајче Ефремов од Штип, ова е на Зоран од Скопје. Ова е во Домот на армијата на Република Македонија. Во Домот на армијата, ова е Синап, кај што сум јас член во овој бенд. Добро. Ова е Ребека. Да, Синап ми е познато како група. Да. Не знаев дека сте таму член. Еве, после тоа имаше и така мало коктелче, луѓето што дојдоа на самиот фестивал може да се присуствуваат на тој коктел и да им размениме искуствата едни со други, нели, какво беше за нас. Еве ги повеќето учесници тука, им се доделија признаници за бидејќи овој фестивал е стриктно ревијален, од стриктно ревијален карактер, нема надпреварување, затоа им даваме признаници и благодарници на оние што учествуваа. Како поминавте минатата година? Значи како си ти задоволен, еве, како дел од одборот, како човек што ја донел идејата од некаде и сеопшто какво беше чувството на самиот фестивал? Прекрасно е, навистина беше многу посетено, посебно на гала вечерта. Како што можевте да видите, имаше и други слики што беа на отворено во градски парк. Да. Самиот фестивал е поделен во 2 дела. Едниот е Визија Фест Open, и тоа е отворен на отворено, и Визија Фест Гала, еве го Визија Фест Open, на градски парк Школка, а другиот дел е Визија Фест Гала, каде што доаѓаат луѓето и ги слушаат официјалните снимени песни, а на Визија Фест Open учествуваа 3 бенда лани, тие беа од Македонија, имаше една рап група од Велес, мојот бенд Синап од Скопје и уште една група од Тора се вика, од Струмица, и сите тие бендови презентираа таа музика, тој тип на музика. Така. Христијанска музика во современ стил, да речем. Сега, по однос на фестивалот, како е планиран годинава? Значи, како се планира да се одржува, да се практично термините, кога е, што е, кога ќе имаат можност оние кои што сакаат да го проследат, дали имате пак во 2 дела на отворено и на затворено? Да, концептот го задржуваме исто како лани. Ќе биде Визија Фест Open и Визија Фест Гала. Визија Фест Open се случува многу скоро, на 1 јуни, во градски парк исто така, со почеток во 19 часот. Так. Оваа година ќе имаме 6 бенда. Ќе имаме 3 од странство и 3 од Македонија. Ќе имаме од Америка еден бенд, ќе има од Бугарија еден бенд и ќе има од Хрватска еден бенд. А другите бендови се од Македонија. Имаат ли интерес реално да се настапува?
Има интерес, на ваков фестивал. Има интерес. Дури Бидејќи имаме реално не е дел од популарна музика на она што сме научени на пример на фестивалите како Макфест, да речеме, како Скопје фест, каде што имате публика од секаков карактер. Туку станува збор за нешто што е многу поспецифично и реално си има своја одбрана публика. Да. Всушност, целта на самиот фестивал е не да има одбрана публика и одбрани изведувачи. Значи, може било кој што има желба да пее на овој фестивал, може да дојде слободно да се испее. Единствен критериум е тоа да биде со добра порака, значи со христијанска порака, библиска тематика, да има самиот текст. Не знам, тоа... Така, ги споменавме критериумите. Да. Кои се критериумите? Критериумите на кратко. Сега, може би имам повеќе критериуми, ама на кратко... Може и на широко да ги кажеме, не е проблем. Имаме време за тоа. Да, критериумите се песната да е на македонски јазик, со христијанска содржина, кажав и претходно. Да се авторски песни, значи да е нешто што е оригинално, нешто што е уникатно, тазе, така речи, вакво искомпонирано. И не знам, други критериуми нема, освен може да дојдат и луѓе од страна да изведуваат. Критериумот е да е на македонски јазик. Значи, како што споменавте и како што спомена и претходно, не мора да е конкретно човек да има кариера музичка зад себе, значи може едноставно ако направил добро дело, добро музичко дело, да го представи на самиот фестивал. Така. Датумите ги споменавме? Кажав 1 јуни Визија Фест Open од 19 часот и 12 октомври Визија Фест Гала во Домот на културата. Во различни месеци ви се практично. Да, во различни месеци. Визија Фест Open е на 1 јуни, а галата е во октомври. Да. Во октомври на 12 октомври. Сега да ве подготвиме, значи конкретно ние во оваа емисија ќе се зборуваме по однос на она што е за конкурирање, критериумите за учество и самото најавување на фестивалот и оние кои што имаат желба и сакаат да бидат дел од самиот фестивал, мислам дека имаат доволно време и да се пријават. Да, морам да спомнам и интернет страницата, нашата официјална интернет страница, тоа е viziafest.mk. Така. И таму ги има сите можни детали околу самиот фестивал, за сите оние гледачи што се заинтересирани за фестивалот, да дознаат нешто повеќе околу самиот фестивал и учеството на фестивалот, може таму да си ги погледнат сите. Имате ли рок до кога треба да биде пријавувањето? За праќање на демо снимки неофицијално е 20 мај. Значи демо снимки може да бидат и на обичен диктофон снимено. Битно е да ја слушнеме. Или во денешни услови на добар мобилен телефон, бидејќи и ние новинарите бар користиме мобилни за како диктофон. Да, значи така, али може да има и втор круг секако на самиот фестивал како датум. Неодредено, ама ќе има сигурно втор круг, ќе биде објавено тоа на имейл страна, на самата официјална страна. На самата официјална страна. Да. Добро, кажете ми, на интернет страницата може да се ги најдат сите информации за пријавувањето и за критериумите кои што им се потребни, значи viziafest.mk, вие интернет страницата на која може да се пријавувате или да погледнете се што ве интересира околу самиот фестивал и покрај тоа што можеби не би биле заинтересирани за учество, туку само за проследување. Визија Open Fest е сега, дали за него има пријавувања посебни? Не, за него ние сме одговорни како одбор. Значи, ние ги наоѓаме можните изведувачи, бендови што се на располагање, да речеме, од Македонија и од странство. Веќе и така и стапивме во контакт со овие луѓе бендови што ќе дојдат од странство и ќе биде навистина убаво да се слушне нешто вакво. Може да ги поканиме отворено сите гледачи да дојдат во. Споменавме дека идејата ви е од Вуковар? Да. Од таму ви е идејата и вие ни донесовте настап од Вуковар. Да. Кој што може да го проследиме, впрочем го имаме подготвено веќе во материјалите. Јас го именував како Босна во брзање, така што ќе се извинаме и јавно дека не е Босна, туку станува збор за Вуковар, Хрватска, но во секој случај да го погледнеме материјалот и ќе се вратиме во студиото.
Ете од каде е идејата за Визија Фест, нешто што ќе се случува кај нас на 1 јуни Визија Open Fest и на 15 октомври. 12 октомври. Толку ме држи сеќавањето. 12 октомври Визија Фест, она што имавме можност и на почетокот да го погледнеме од страна на фотографии, инсерти од самото случување на првото издание на Визија Фест минатата година 2012. Разговараме заедно со Дарко Јовановски, кој што е член на одборот на овој фестивал и истовремено солопејач, оперски солопејач, човек од групата Синап, значи има доста правци во самата кариера музичка каде што се вклопува. Она што ме интересираше да го завршиме муабетот околу христијанската модерна музика и Визија Фест, па ќе преминеме малку лично да те прашам околу твојата кариера. Она што ме интересира е дали во кај нас, дали во Хрватска постојат други музички имиња, познати музички имиња кои што се дел, да речеме, од вакви фестивали или кои што пееле ваква содржина, за да имам идеја, да имам визија во главата, да имам идеја за, впрочем, за каква музика станува збор. Само една, сега што ја разговаравме додека одеше твојот настап, ќе се потсетам на една наша македонка која што живее во Хрватска, Тања Станковиќ, која има издаден албум. Во Америка моментално живее. Во Америка живее, не живееше во Хрватска? Мислам дека во Америка живее моментално. Ете ти. Толку сум неинформиран денеска. Понеделник е за тоа. Да. Има ли познати личности? Да, значи Тања Станковиќ, предпоставам дека луѓето може да се потсетат. По старите генерации сигурно ја знаат, по младите не верувам. Да, она направи едно CD пред, не се сеќавам точно колку време. Мислам дека 3 години дека има или 4 евентуално. Така нешто. Направи CD со повеќето македонски популарни изведувачи, да не ги набројувам, Каролина Гочева знам дека беше таму, Нокаут имаше една песна. Не знам, не. Значи добро, од кај нас реално има познати личности кои што настапувале. Да, значи они направија начело со Тања Станковиќ направија едно такво CD со христијанска музика. Стилот на музика кој што ние сега всушност сакаме да го презентираме преку Визија Фест. Така. И исто така во Хрватска. Во Хрватска има личности кои што како Оливер Драговиќ, Петар Грашо, не знам кои беа други, Нина Бадрич. Нина Бадрич. Да. Така, интересно е да се спомене, например, сега што ми падна на памет еден пример, што би било на големо изненадување, да речеме, за македонската јавност, која што не е многу во тек со конкретно со кариерата на Тајчи, да речеме, од на времето. Значи, она Тајчи што ние ја паметиме од времето со Хајде да лудуемо и останатите незини композиции, веќе нема врска со она што денеска е Тајчи. Впрочем, таа живее во Америка и пее токму госпел музика, исклучиво модерна христијанска музика е тоа што исполнува и е доста позната во Америка и почитувана по однос на тоа во Соединетите Американски држави. Кажи ми дали можеби таа христијанска модерна музика која што ние разговараме е практично госпелот? Или тука некаде се? Тука некаде. Значи ние како фестивал не сакаме да го ограничиме у тој смисол фестивалот. Значи ако има не знам, да не го врзуваме со некои христијански деноминации, значи секој што е заинтересиран и има идеја на слободен начин да се изрази на христијански начин преку оваа музика, слободно може да конкурира на самиот фестивал и да биде ставена на CD-то. Колку ваквата музика е, Дарко, застапена кај нас во Македонија? Па бидејќи не е доволно застапена, затоа и всушност е оваа иницијатива на самиот фестивал. Што мислиш, од каде потекнува таа незастапеност, да речеме? Според тебе, вака, што си размислувал, што може би недоволната заинтересираност? Може би индиферентноста на самите луѓе. Така? Не знам, може би повеќе ги привлекува нешто што се сервира секојдневно. Не би сакал да критикувам сега, ама значи има секоја песна си носи своја порака и можеби тоа што повеќе ги привлекува луѓето е некоја поинаква порака во однос на христијанската порака или во однос на, да речеме, моралната порака. Токму затоа и прашувам, бидејќи вредностите прилично во денешно време се доста, нема да речам изместени, бидејќи веќе толку време помина од како почнавме да велиме изместени, што некако ни стана и современи. Станавме современици на таквите вредности и некако стануваат полека нормални и прифатливи. И во тие нови вредности во кои што денес живееме, некако таа христијанска порака која што се упатува преку музиката, тешко може да си го најде своето место. Да.
Па, затоа наоѓа тешко место, бидејќи има многу повеќе други работи што се сервираат во однос на оние прави вредности што ние сакаме да ги. И визија токму таква визија има. Затоа и Визија Фест. Тој фестивал, затоа и Визија Фест. Добро, кажи ми по однос на лично за тебе, например, кога конкретно почна да се занимаваш со ваква музика, христијанска модерна музика? Па, можеби пред едно 10 години, отприлика кога да речеме на некој начин бев допрен од Бог. Добро. Да кажам, мојот живот беше променет на позитивен смисол, бидејќи ние како млади, нели, лудуваме на сите страни, мене музиката секако ме влечеше. Јас со музика се занимавам уште од, така речи, 7 години, значи од рана возраст. Ама сакав да најдам вистинска смисла. Пресвртница имало некоја која имаше еден момент во мојот живот каде што имаше навистина пресвртница и одлучив музиката што ја познавам и она што ми лежи на срце да ја пренасочам во друг смисол. Така. Значи во смисол на охрабрување на луѓето. Јас сакам моите текстови и музиката што ја пишувам јас лично, бидејќи сум и автор. Ти си автор на се она што исполнуваш, да речеме, и во христијанската музика и она што ќе го видиме и на Макфест, така? Да. И во групата Синап? И во групата Синап, да. Всушност настапивме со Синап минатата година. Значи автор на таа песна сум јас лично. Така. И таа песна беше примена. Иако текстот на самата песна јас знам да кажам undercover. Значи јас пеам отворено за една љубов, ама таа љубов секако може да биде сватена и љубовта Божја. Да, секој може да си ја насочи таму каде што им му е потребна љубов. Да. Так. И последниве 10 години се занимаваш со таа музика, верувам си настапувал и надвор од Македонија, Хрватска, Бугарија спомна, така? Во Бугарија немам настапено, ама во Хрватска 2 години поред настапував. И така, во Македонија имаме настапувано и тоа. Она што го видов е од католичка црква. Да. Средината. Да. Сега, некако не ми се врзува Макфест во целата таа приказна како фестивал? Па бидејќи музиката нема граници. Добро. Според мене, апсолутно музиката нема граници. Значи, јас ако сега работам во овој смисол на музиката, преку Визија Фест, тоа не значи дека не смеам да работам. Не, јасно. Затоа викам, некако не ми се врзува Макфест во целата приказна. Да. Но веројатно си имаш свое зошто на секое мое зошто имаш свое затоа. Така, значи бидејќи музиката нема граница, затоа сакав да, нели, конкуриравме со нашата песна како Сина бенд. Конкуриравме на Макфест и песната беше прифатена, нели, од стручното жири и мислам дека добро помина. Така, значи од една страна си дел од Македонска опера и балет, од хорот на Македонската опера и балет. Во друга страна си дел од групата Синап. Ваму си во организација на Визија Фест. Одиш на настапи дополнително и од 5-6 страна си фамилиарен човек. И јас лично ти го поздравувам семејството. Благодарам. Ти се договоривме дека ќе си го поздравиш, но еве јас ќе ти го земам приматот и јас ќе ги поздравам. Ама морам јас да ги поздравам. Ајде, поздравих бидејќи знам дека не гледаат. Да, еден голем поздрав до син ми Натаниел и Максим, може би спие он сега, тој е мало. Тој спие. 6-месечно бебенце. Да е живо и здраво. И другото и посебен поздрав до мојата сопруга Љубица. Така. Поздрав и од мене. Кажи ми како најдуваш време за сето тоа? Тоа е тешко прашање. Навистина. Ајде. Тоа е на некој начин да жонглираш. Добро. Ако си добар жонглер, ќе жонглираш добро. Ако не си добар жонглер, тешко ти оди жонглирањето ќе ти паднат работите од рацете. Бидејќи си растргнати ваму и таму и секаде. На моменти оди тешко, стварно. На моменти е добро да речам. Ама мислам дека како што минат годините и како што јас растам, нели, како човек, така и полесно мислам дека станува. Ама во секој случај не е лесно. Не е лесно да се жонглира. Верувам. Ако ни е подготвено видеото од настапот од Макфест, може и да го погледнеме тоа, да погледнеме малку од другата страна на нештата. Режија? Сега рацете и барам од тебе одговор.
Благодарам. Да си погледнавме, значи практично Дарко ни ги даде и двата материјала, и оној од Вуковар и овој од Макфест, кој што беше сега. Изминатата година во октомври ние го следевме од оваа емисија токму овој фестивал и ни ги даде материјалите токму за промоција на ваквата музика. Ни ги отстапи. Она што разговараме во оваа емисија е впрочем христијанската модерна музика или фестивал за христијанска модерна музика, и оваа композиција што ја слушнавте пред малку од Макфест, додека ја слушавме и ние овде, Дарко ми објаснуваше дека впрочем е исто музика која што носи своја порака на свој виден начин по однос на христијанството, да речеме. Значи исто ваква композиција би можела да помине на Визија Фест. Така е. Така? Или слично, да. Или слично. Да. Така. Иако, например, самиот текст оставам секогаш да самите слушатели да го оценат. Значи, Јасно. Не е дека секогаш мора да се врзе за некоја христијанска порака, туку може да биде така и за на љубово, за секој да си љубовта, за разбере што девојката. сака. Да. Секој да си разбере што сака. Така. Она што ме интересира е дали ја работевте сами композицијата? Да. Имавте помош, соработка нечија? Да, имаме соработка со еден познат продуцент од Америка и кога ги снимаме тука деловите во Македонија, после тоа му ги праќаме нему и он ги средува на крај. Да така? Звучи тоа како што звучеше Кој? сега. Тоа е Тим Рипли. Так. Од Тенеси, мислам дека. Од Тенеси. Да, звучи вака како да е од Тенеси. Да. Добро. Дарко, ќе направиме една кратка пауза за реклами за она што имаме останато да испромовираме, ќе се вратиме назад. Почитувани гледачи, одиме со тој прилог кој што јас го заборавив во петокот, затоа ќе го имитуваме денеска по однос за негата на косата, значи косата и природата, односно косата и исхраната, она што ќе имате можност да го слушнете во продолжение во соработка со докторката Елена Арсова. И потоа одиме со рекламите и се враќаме назад. Докажано најдобри, со попуст од 20%. Радио такси Рива, 15161. Оффест 2013. Магијата на звукот од Истанбул. Култното Таксим Трио. Недела, 2 јуни. Салон на Македонската опера и балет. Прославените турски виртуози Таксим Трио. Во иста вечер од Македонија Елена Христова и Горан Трајковски со проектот Биоскопија. Оффест. Музика на светот. Таксим Трио и Биоскопија. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Доктор Елена, зборувавме на повеќе теми околу тоа како да се грижиме за нашата коса. Сега стигнуваме до една тема, до едно поле каде што верувам дека сите не тангира и сите ќе не интересира, тоа е начинот на исхрана. Значи колку овој современ начин на живење и сета таа брза храна имаат влијание врз влакното на косата, врз квалитетот.
Секојдневно сме бомбардирани со нови истражувања за повезаноста на исхраната и одредени нутритиенти со косата. Факт е дека опаѓањето на косата е мултифакторијално, што значи дека не делуваат еден или два фактори, туку се повеќе фактори вклучени. Тоа значи дека и исхраната, се што примаме во организмот, нормално влијае на косата. Најбитните минерали за косата се цинкот, биотинот и витамини, цинкот, биотинот и B12. И покај тоа што ретко кој има типичен недостаток од овие витамини, може да се јави со нашата современа исхрана една мала дефициенција. Цинкот е задолжителен и може да приметат луѓето дека се јавува и перутање на кожата во услови кога недостасува. Биотинот е нешто што во денешно време го викаат витамин за раст на косата, затоа што имат ставови дека го забрзува растот на косата, така да и тој е неопходен да се внесува. И B12 нормално е неопходен врзан заедно со железото. Веќе кога зборувам за B12, би го спомнала, како што реков, и железото, тоест анемијата. Многу често младите жени во денешно време применуваат различни диети со кои што го скратуваат внесот на одредени есенцијални нутритиенти. Најчесто кај нив се јавува анемија, недостаток на железо и недостаток на витаминот B12. Затоа би ги советувала секогаш кога ќе држат диети да имаат внес од сите типови на храна, нормално само количините да бидат редуцирани. Исто така би ги спомнала и јодот како битен минерал и во денешно време силициумот кој што се помалку го има во производите. Тоа е битен за организмот затоа што како есенцијална масна киселина има значење и за жал го има само во органската храна, така да би потенцирала луѓето да се потрудат да јадат и здраво и органско. И секако, денешната младина е зависник од алкохол, цигари и некои лоши навики кои што би требало да се отстранат, не само заради косата, туку за општото здравје. Затоа што алкохолот и никотинот го намалуваат внесот на нутритиенти и предизвикуваат една токсемија во организмот која што може исто така да даде последици на косата, нормално и на се друго. Во суштина, здравата и балансирана храна е она што е потребно како за организмот, така и за косата. Така е, тоа беше прилогот кој што го подготвивме за вас, а кој што јас го заборавив, но ете го емитувавме. Во текот на оваа седмица повторно ќе ви емитуваме уште еден прилог. Разговараме уште некои 10 минути, не цели. Имаме да разговараме со Дарко Јовановски, член на одборот на фестивалот Визија Фест. Денеска полна ни е некако емисијата со материјали со едно со друго. Доколку имаме материјали кои што ни ги подготвија колешката Галена и колегите од монтажа за по однос на темата денешна, значи доколку има уште нешто останато кое што треба да се доемитува, слободно може додека ние разговараме. Дарко, да ги потсетиме гледачите на оние кои што можеби подоцна се вклучија за датумите за Визија Фест, за пријавувањето. Критериумите веќе се знаат, значи треба да се луѓето, да композициите да бидат на македонски и да се со таа христијанска модерна порака. Така. Значи датумите се да назначам прво Визија Фест Open, тоа е 1 јуни, а Визија Фест Гала е 12 октомври во Дом на Арама. Ќе биде со почеток во, претпоставам, во 20 часот, така беше и лани. Најчесто е секогаш 19:30, 20, но 20 часот. А датумот за доставување на композициите на песните е 20 мај со можност за втор круг доколку има уште заинтересирани. Така, значи имаат уште, денеска е 12 или 13 ми се чини, имаат уште 7 дена до завршувањето на првиот рок. Така, по однос на критериумите за учество на Визија, она што е наведено и на самата интернет страница, значи вели право на конкурирање има секој заинтересиран од Македонија и од странство, но сите испратени песни ќе ги оценува жири комисијата и ќе го направи конечниот избор на оние песни што ќе влезат во рамките на фестивалот. Песните да бидат автентични, авторски песни на македонски јазик и да не се ставени претходно на носач на звук.
Стиловите на музиката може да бидат различни од поп до поп-рок, преку рок, алтернативен рок, госпел, песна со народни елементи, латино, R&B, денс и слично. Со демоснимката задолжително е да има објаснување како песната е замислена за да може жири комисијата соодветно во рамките на концептот на фестивалот да интервенира доколку песната се прифати. Текстовите на песните да се со христијанска содржина, која ќе биде библиски и теолошки соодветно подкрепена, воедно да содржат уметнички израз и јасна порака. А време траењето на песната да биде околу 3 минути и 30 секунди, но да не ја надминува границата од 4 минути. Во прилог на песната задолжително е да се испрати текст и текст со испишана акордација. Демо снимките мора да бидат испратени во MP3 формат, снимени аматерски, обичен диктафон или домашно студио. Финалните снимки да бидат во WAV формат и тоа песна со вокал, што ќе биде ставена на музичкото CD на Визија Фест 2013 и само матрица која ќе послужи за самиот настап на фестивалот. Фестивалот е стрикно од ревијален карактер. Така, значи, финалните снимки за песните ќе се имаат најдосен до 15 август 2013 година, така да гала вечер за Визија Фест 2013. Има ли некој што не спомнавме во текот на оваа емисија што треба да споменеме? Да, секако морам да ги поздравам. Синап сигурно треба да ги поздравиш, да, добро? Значи дечките од бендот, ама пред да поздравам дечките од бендот, морам да ги поздравам Клеј Бутемер, кој е добро. Наш многу близок пријател, да речам на некој начин мецена. Значи ја поддржува мојата работа со се што е потребно. Добро. И дечките од бендот, значи Горан Спасич, тој е пејачот. Владко Рајчин е моментално гитаристот, имаме уште еден гитарист, Борче. Тој е сега во Америка, имаше некој обврски таму. Обврски зима, да. Да. Никола Гиневски, тој е басистот, и Тапанарот Тоше. Така, ги видовме сите, точно знаат за кого зборуваме во самиот настап. Дарко, јас ми останува само да ти се заблагодарам за учеството во емисијата, за тоа што одвои време покрај сите обврски кои што ги имаш, особено во период кога се случуваат и мајски оперски вечери, така, да. И кога знам дека имате проби секојдневно по однос на мајските оперски вечери. Ти посакувам многу успех. Фала. Ти посакувам многу слободно време. Да си најдеш со себе си и за семејството, бидејќи сигурен сум дека нека не ми се налути сопругата твоја, ама сигурен сум дека семејството најмногу страда кога станува збор за одржување на кариерата и дека поголемите обврски се кај неа по однос на семејството, но добро, во секој случај кога станува збор за нешто што се сака, се може. Да. Така е. Ти благодарам. Благодарам на вас за поканата, навистина беше многу убав, опуштен разговор. И се надам дека ќе не поканите. Да, се гледаме сигурно. Само вие почнете кога ќе ги изберете песните, ќе направиме една убава промоција по однос на фестивалот, сигурно. Да, ќе имаме нов материјал. Така е, за разговор. Почитувани гледачи, тоа беше Дарко Јовановски, со кој што разговаравме за фестивалот на модерна христијанска музика Визија Фест 2013 година, кој што е поделен во два дела. Првиот дел кој што се случува на 1 јуни, тоа е Визија Фест Open на отворено, како што кажува и самото име, и Визија Фест 2013 кој што се случува на 12 октомври. До тогаш има време, ние ќе си најавиме повторно, цело лето да го поминеме, па потоа ќе најавуваме. Во секој случај, пред да се одјавиме, да го погледнеме прилогот на колешката Галена по однос на што точно интересно ни има одбрано за денеска, што е она што во рубриката интересно нашло свое место, и ќе се вратиме само да се одјавиме. Додека повеќето млади девојки сонуваат за бела венчаница од свила тули тантела, 15-годишната Деми Барнс направи венчален фустан од хартија. Но она што е уште пооригинално во целата оваа дизајнерска приказна е тоа што не станува збор за обични листови хартија, туку бракоразводни документи. Венчаницата е составена од 1500 документи за развод, кои Деми ги симнала од интернет, потоа ги пополнила и испринтала за да биде автентична креацијата. На нејзиното дело работела околу 10 часа и сакајќи да се пофали пред роднината од Италија, ја закачила сликата од фустанот на Facebook. Деми Барнс се разбудила како и секое утро, вклучувајќи се на социјалните мрежи, но она што ја изненадило биле илјадници лајкови кои за помалку од една недела достигнале и до 40.000, како и 2.000 споделувања на фотографијата. Светски познати модни дизајнери се јавиле да го копираат моделот и да ја искористат идејата за материјали, што Барнс не очекувала со оглед на тоа дека сепак се работи само за еден секојдневен школски проект. Инаку талентираната тинејџерка идејата ја добила од трендот кај младите за брзо стапување во брак, кој за многу кус период се крунисува со документи за развод.
Некому тие документи му донеле среќа, некому тага, но во секој случај на крајот завршиле во среќна околност, а тоа е да се направи тој невестински фустан од 1500 документи за развод. Убава идеја, доста креативно. Во секој случај искористете и вие вашата креативност, доколку имате нешто креативно, слободно направете го, па можеби и ќе се најдете во нашата рубрика Интересно во некој ден да ве споделиме со сите гледачи. Ви благодарам за денешното внимание за 24 за животот. Не заборавајте дека за отприлика 35 минути се гледаме заедно повторно во емисијата Очи во очи, каде што ќе имате можност да си го кажете своето мислење на денешната тема, која што ќе ви откријам токму на почетокот на самата емисија. Останете со 24 вести телевизија, следуваат вестите во 16 часот. Пријатно.